Osloboduvanje na Skopje 1944 godina na 13. novembri. Го ослободувавме од германците и балистите. Това време исто така четниците од север во Скопска Црна Гора се маткаа и праја проблеми. Што се однесува до градот, герилата беше подготвена, а работеше, би рекол, многу и беше една од тие што ги водеа, би рекол, на минираните места, деминираници од партизанските одреди. Така се случи, камениот мост го деминираше на 14. сабајлето, а мостот кај хотелот, тогаш би рекол беше Гранд Хотел, малиот мост, одма источно од камениот мост, беше ослободен и преко него сите движења беа меѓу северниот и јужниот дел на градот. Така се случи да ослободителите од 13 кој беше од малку снежно утро, се продолжија да ослободуваат кон запад. Кон запад беше главниот излез на германските трупи од Африка и одеа преко Косово за Босна и така. Додека ослободувањето го направила Третата Македонска, Пета Македонска, 12-ка и 16-ка, која беше делумно составена и од учесниците на Прохор Пчински, кои го заштитуваа од Втората Македонска бригада и остатоците од 14-та Младинска, кои беа регрутирани од бугарите. А откако бугарите паднаа, таа, би рекол, Младинска бригада беше формирана на Осоговието. Потоа, скопските партизани, би рекол, ослободители, во тоа време едно на друго бевме околу 120 па и повеќе илјади ангажирани